Након овој напис, во истиот вестник, након 20 дена, истиот новинар го објави целосно, значи и записникот за распит на заштитениот сведок, и во таа смисла веќе стана јасно дека новинарот знае, значи, дека лицето има таков статус. Се тоа што до сега го кажувам е од описот и доказите кои се доставени од страна на јавниот обвинител до истражниот судија, и во таа смисла можам да истакнам дека во понатамошниот тек на постапката треба да бидат преземени, значи, и други действија, помеѓу кои и сослушување на сведоци. По однос на мерката притвор, која му е изречена, значи, таа е определена по два основа, тоа е опасност од бегство и опасност од влијание врз сведоците, кои во оваа фаза од истражната постапка, значи, не се сослушани. Имаме една вака, ако можам да кажам, правна заврзлама во приказната. Ние не знаеме што ќе се изроди од случајот Ореше, меѓутоа не ни сакавме да навлегуваме во детали кои што ќе бидат дел од постапката. Вториот дел во врска со притворот, како новинари, како иницијативен одбор, бевме и Сдруженијето новинарите, сите новинарски асоциации бевме загрижени зошто му е определен притвор на новинар. Ни беше одговорено дека станува збор за тешко кривично дело, дека без оглед дали станува збор за новинар, притворени се и суди, и обвинители, дека сите имаат еднаков третман од страна на истражниот судија. Тоа е едно. И второ, дека причините за определување притвор на новинарот Кежаровски се токму оние што се наведени, иако за нас дел од тие причини не се оправдани, особено делот каде што се вели дека ќе влијае врз јавноста и делот каде што вели дека ќе се даде во бегство, иако знаеме дека станува збор за новинар, јавна личност кој нема такви не само намери, туку едноставно дека не може да избега од правдата. Побаравме како, иако тоа не можеме да го побараме од претседателот на судот, затоа што тој нема ингеренција има директно истражниот судија, но побаравме во правна постапка, се разбира, да се преиспита мерката притвор врз новинарот. Затоа ни беше одговорено дека судијата е должен по службена должност тоа да го преиспитува, доколку ги навреме ги испиша сведоците, доколку ги острани сите пречки, да ја замени таа мерка притвор со некаква друга мерка или да го ослободи. Но на прашањето зошто нема жалба, нашиот одговор е дека во времето кога новинарот се бранеше вечерта имаше доделен адвокат по службена должност, тој имаше ингеренција, адвокатот по службена должност не поднел жалба на мерката притвор, не знам од кои причини, тоа тој самиот проценил. Во секој случај постои правна постапка и правна процедура и натаму од страна на неговиот адвокат тоа да биде побарано и да се преиспита во некоја фаза. Нашиот апел конечен беше дека да се има предвид дека е новинар во притвор, без оглед што станува збор за кривично дело оддавање идентитет на заштитен сведок, да се има предвид дека јавноста е заинтересирана за тоа, дигнитетот се разбира на професијата и колку што може оваа постапка, кривична постапка што се води да биде и транспарентна и законита, за на крајот да имаме навистина правна разврска од која што сите ќе можеме да бидеме задоволни од одговорите.